Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Ели Пешева, активистка во О2 иницијативата. Пешева, благодарам што сте вечерва со нас. Добро вечер и ви благодарам за интересот. Денуве повторно граѓаните се загрижени за квалитетот на воздухот кој го дишат. Мирните станици покажуваат енормно загадување, особено во главниот град и во неколку други центри. Алармиран ли е некој од ова што се случува, од бројките кои што ги покажуваат мирните станици, или оставено е граѓаните сами да одлучат да си затворат прозорец дома, да седат затворени, што е... И тоа не помага. Па не знам, ова е тема која што константно со години наназад се активира во овие месеци. И некако како во некој циклус ноември, декември, јанари, после со првото сонце на пролет се заборава на проблемот и чекаме некое чудо да се случи и нешто само од себе да се поправи. Меѓутоа, клучните месеци во кои што би требало да се работи на оваа проблематика, значи од правилници, менување прописи, закони, буџети, стратегија, реализација на стратегија, подготовка мора да се одвива токму во месеците во кои што има сонце и во кои што ние не се занимаваме толку со мирните станици. Не би ни требало во суштина граѓаните тоа да им биде примарна грижа, тоа е работа на надлежните, значи на институциите и на конкретно луѓето кои што ги предводат овие институции. Тие си имаат име и презиме и тие се надлежни и се одговорни за ова што сега ни се случува. Нас со години ни зборуваат дека ни е потребно 10 години за да ја смениме сликата. Почнато ли одбројувањето на тие 10 години? На секој први ние го враќаме часовникот на почеток. Значи од кога го почнавме ова и од кога ние како од вас сме активни од 2016 година, константно броиме една година, следната 10, па не следната 10, значи поминати се 7-8 години во кои што ништо не е поместено. Значи напротив, не само што не е поместено, туку се е оставено да си тече буквално само по себе. Во институциите и меѓу надлежните личности од функционери така натаму нема интерес никаков за решавање на ова прашање. Граѓаните ги фаќа паника кога ќе ги погледнат бројките или кога ќе се соочат со здравствени проблеми. Знаете, последниот извештај на Европската агенција за животна средина за Македонија ја постави бројката од 5600 починати, од кои што 5000 ги детектирани. Ужасно. Значи имаме драматично зголемување на бројките, делумно и заради намалувањето на прагот кој што е преку Светската здравствена организација, но оваа бројка за држава како Македонија е ужасна, како да сме во војна. 5000 смртни случаи се детектирани како последица на PM2,5 частичките. А ние не можеме да ги детектираме ни каде ги има, ни кој е изворот на загадување, а уште помалку како тоа да го решиме. Има различни теории околу тоа. Едни ќе речат сообраќајот, други индустријата, трети грејењето, загревањето на домовите. Буквално не можеме да се договориме ни од што ни е загаден воздухот, за да потоа видиме дека институциите ќе преземат нешто конкретно кон тој извор. Па ние сме една лоша комбинација на повеќе фактори. Јас кога зборуваме генерално за тоа како други градови го решаваат, ако може еден Пекинг со милиони жители да го реши во период од 10 години, значи нема никакво оправдување рационално зашто тоа не би можело да го направи една Македонија, освен немање на интерес и непоставување на приоритети. Значи да, ние сме лоша една спојка на различни фактори и кај нас и индустријските капацитети загадуваат и точно е дека сообраќајот во голема мерка допринесува, значи имаме многу стари возила, немаме ефикасен и енергетски јавен транспорт. Исто така имаме градежен бум, а ќе видите сами по локациите дека основните параметри на заштита не се применуваат, што значи дека тие PM2,5 частички буквално кај соседите се лепат на прозори. И дополнително во овој период од годината, почнувајќи од октомври, загревањето станува најголем проблем. Тоа што беше ветено од оваа влада конкретно дека до 2024 ќе нема државни институции кои што ќе се греат на загадувачки енергенси, ништо не е реализирано. Значи, дали се неколку само такви објекти префрлени, се уште ние сме на мазут како да живееме во 19 век. Добро, кои се тие, Ева, сега ќе почнеме со краткорочните мерки, кога граѓаните ќе имаат утро како денешното или вчерашното магливо со лоша миризба,
очекуваат дека ништо ќе се случи, дека уште дента ќе бидат на некаков начин заштитени. Кои се тие краткоручни мерки кои може да се преземат во моментов за да го заштитиме здравјето на граѓаните кои мора да излегуваат од своите домови? Па кога ќе стигнеме веќе до оваа фаза, веќе е прекасно. Значи, премногу доцна за било што да се прави за да се спречи загадувањето, само може да се пример тие се, значи, предвидени со регулативи и мерки кои што може да се направат во вакви случаи. Тоа е, значи, доколку стигнеме прагот на алармирање, нели, се подигне до нивото кое што е законски одредено, тогаш се преминува на ограничување на сообраќајот, на не знам, препорака зборуваме, значи за неизлегување од домовите, но како ќе го исчистите вие тоа се што веќе е наталожено? Се ограничува работата на индустриските капацитети, може да дојде до скратување на работниот ден. Меѓутоа се тоа мерки во кои што, како да кажам, само го гасиме пожарот кој што веќе избувнал и однел цела шума. Ние реално, значи, мораме да работиме на правилници во кои што ќе се намали емисијата од индустриските капацитети. Тоа ќе се следи, ќе се мери, доколку има надминување, веднаш ќе се реагира, ќе се санкционира. Ама таа е цела една лента на одговорности, значи кај надлежните на одговорните лица во самиот капацитет, но инспектори на терен, па понатаму доколку се поднесат, нели, законски приговори, тогаш треба да имаме и обвинители кои што ќе знаат за што зборуваме, но и судии кои што ќе знаат што треба да пресудат. Значи тоа е цела една, да не зборуваме дополнително за улогата на МВР. Ако зборуваме за сообраќајниот хаос, е не подалеку. Сите одиме од време на време во Грција. Погледнете ги регистрациите. На секој од регистрациите има крукче во боја и на самото крукче пишува од до кој месец таа кола смее да биде во сообраќај. Доколку се подигне прагот на загадување, значи таа кола автоматски е веќе надвор од сообраќај. Нема фаќање врски, нема тука, нели, и нормално мораме да имаме јавен транспорт. Значи ние имаме стари автобуси, а чекаме пари кои што треба да дојдат од странски донации, а со нив можеме да купиме 2 автобуси само за Скопје годишно. Значи ништо не е доволно од тоа што го правиме. Да не зборуваме дека домаќинствата навистина мораме да го решиме проблемот на загревање, тоа да биде енергетски ефикасно, да се овозможат филтри и инспекции на терен. Во лето имаме друг проблем, горат депонии. Да. Кој каде стигне, ќе си запали, ќе си го изнесе отпадот, ѓубрето, немаме селектирање на отпад, немаме рециклирање на отпад и нормално кога не сме ние дел од систем кој што има стратегија, нормално е дека граѓаните не може да очекуваме да се однесуваат поинаку. Значи ние ќе Се што го кажавте вака на долг рок, нели вакви чекори конкретни ако се презимаат, тие ќе дадат одреден ефект. Секако, значи ако може да даваат во многу поголеми градови, значи само треба да се има волја и тоа еве да речеме да се тргне од фактот што ќе се обезбедат доволно средства во буџетот за тоа. Зошто се намалува константно буџетот за заштита на животната средина? Мислам дека за следната година имаме рекордно најнизок процент на пари издвоени за оваа намена, кога очигледно е дека е проблем. Од најголемиот буџет до сега. Значи 0,8%, 0,83%, значи секогаш е под 1%, што е навистина зачудувачки. Тоа покажува еден игнорантски однос, немање на сенс за тоа што е приоритет, дека здравието и квалитетот на живот. Значи ние ќе зборуваме за економски состојби така натаму, меѓутоа колку чини смртта на 5600 луѓе, колку чини траумата на нивните семејства, колку чини болестите кои што дополнително се појавуваат, лекувањето на онкологија, кога ќе видите кои се се последиците од живење со овој. За мене е фрапантно што меѓу политичарите, меѓу водечките фигури во нашето општество, темата на загадување воопшто не се отвара, како да живееме во паралелен универзум. Добро, и тие го дишат овој воздух. Јас велам секогаш, значи можете се да обезбедите приватно и да живеете во не знам каков луксус, но вашите деца повторно ќе го дишат овој воздух кој што го дишат сите граѓани во нашата држава. Зошто тоа не е доволен аларм, не одејќи нивните советници за граѓаните, за своите деца. Да, може би велам нивните советници, ако не тие самите, не им ги кажале како се овие параметри на живот и смрт кај нас распределени и се додека немате некој во вашето семејство, не дај Боже, нели?
тогаш го сваќаме проблемот сериозно, од кога ќе се разболеме, викаме а сега што да правиме. А не работиме на превентива, ние не работиме на превентива на нашите генерации, ние дозволуваме децата да ни се разболуваат, ние дозволуваме цели генерации, цели семејства да се оцелуваат, не само заради економскиот момент, заради квалитетот на живот кој што го немаат тука. Значи, ние немаме и ќе кажеме ве следиме или ќе нас ќе не критикуваат зошто не знам ние користиме аматерски мониторинг системи, мерни станици, затоа што државата не обезбедила други. Затоа што еве ги гледав сега баш податоците, 22 мерни места, значи со по 6 инструменти, тоа се 132 вкупно. 25% од нив не работат веќе 2 години. И тоа не ги мерат најосновните и најдраматичните PM2,5 честички. Сега, значи, ако ние Добро, немаме... тоа сигурно не е случајно. Мислам сега вака конспиративно гледано да оставите да не работат мирни станици во таков не знам, се чека, обем. константно се чека помош од некаква донација од странство. А од друга страна, ние, како држава, годишно во буџетот внесуваме по различни основи кои што граѓаните плаќаат еколошки такси, меѓу 230 до 250 милиони евра. И сега ако го земете тој буџет колку е одвоен, значи ние не можеме ни 10 милиони од буџетот, околу 4% не можеме да извадиме од буџет. Значи парите кои што ги собираме за таа намена никогаш не се искористени за тоа за што се собрани. Како што велите, не знам дали е случајно или е намерно. Ако е случајно, тогаш покажува по мене екстремно незнаење и на крајот на криштата, нели, не е срамота да не знаеш, срамота е да не знаеш кого да прашаш. А ако е намерно, тогаш навистина не знам што да кажам, значи како некој би можел да дозволиме ние како граѓани, без разлика од која политичка партија, и мислам се смениле изминативе гарнитури разни години, да. И истиот проблем го имаме. Едноставно не знам како не станува приоритет. Изборуваме на оваа тема само од ноември до јануари или до февруари. Мислам дека зборуваме и пред избори. Во таа насока сакам да ве прашам следно. Сега ќе почнат предизборните кампањи и видовме во претходните изборни циклуси дека воздухот зелени агенди, така стануваше, посебни поглавја. Така е тема и на партиски митинзи и во програмите, меѓутоа ништо речиси ништо од тоа не се реализира подоцна. Очекувате ли дека повторно политичките партии во своите изборни програми ќе ја стават оваа тема или можеби ќе се засрамат сите па нема да ја споменуваат? Не ве прашам само како активист, сепак сте и комуникацијски експерт. Имаат ли воопшто ќар да ветуваат нешто за животната средина кога на очиглед на јавноста тоа не се реализира? Освен укинувањето на пластичните кеси. Да, ако тоа беше најголемиот проблем, немаме биоразградиви како што треба. Сигурна сум дека темата на загадувањето и заштита на животна средина ќе биде присутна во сите партиски програми, од едноставна причина што тие самите, но и независни истражувања, анкети кои што се прават на јавното мислење, покажуваат дека загадувањето е еден од клучните проблеми кои што граѓаните го детектираат и кои што го вадат во кошот на проблеми кои што би сакале идната власт да ги решава. Значи сигурна сум заради тоа, бидејќи ќе им покажат и анкетите, јавното мислење кое што го следат, дека загадувањето е драматично важна тема во животот на граѓаните и затоа ќе има соодветно убаво напишани зелени агенди, повторно ќе имаме поглавје. Зошто, како не би им било срам? Знаете зошто не би им било срам? Заради тоа што до сега поминувале неказнето. Но тука мораме ние како граѓани да ги смениме работите. Ако погледнеме наназад 10 или и пократко 6, 7, 5 години, драматично е сменета перцепцијата на граѓаните. Веќе граѓаните се едуцираат самите, затоа што се загрижуваат. Сега, значи, тој притисок покрај граѓаните треба да го правиме заедно со вас медиумите. Значи не само во одреден период од годината, туку константен притисок за барање информации секој први во месецот, како што добиваат плата, така да дадат некаков отчет што од ова што го ветиле е направено. Значи јас сум сигурна дека во период од 3 до 5 години ние можеме да имаме драматично менување на оваа состојба со загадувањето, но притисокот мора да е силен и мора да биде точно насочен, прецизно и индивидуално. Значи кога зборуваме институции, никој не се препознава во нив. Значи Министерство за животна средина вели, можеби МВР, не знам, МВР може да вика, не знам, државен пазарен инспекторат, другите викаат локална самоуправа. Не, точно се знае кои работи се во ингеренција на локалните власти, значи градоначалниците си имаат име, презиме, нивните советници, значи нивните тимови
имаат име презиме, точно знаеме кои луѓе за што се одговорни, а кои во власта, во носењето на буџетите или во државните решавањето на државно ниво на овие проблеми. Значи мораме да го направиме тој притисок. Инаку никогаш нема да мрднеме. Генерации ќе останат сериозно оштетени здравствено и ќе си дозволиме и понатаму одлив на луѓе кои што ќе си бараат барем основни некакви здрави животни навики за своето семејство. Ајде се надевам дека и овој разговор беше во насока на тој притисок и дека нешто ќе се промени. Така, Ели Пешева во тема на денот, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам.